Добре дојдовте на новото видео од ниво А2 курсот по германски јазик. Пред да го гледате ова видео, бидете сигурни дека прво го изгледавте првиот дел од истото предавање. Бидејќи во него повторивме некои грамотички правила со кои полесно ќе го научиме предминато време или plusquamperfect. Во ова видео. Пред да започнеме, не заборавајте да кликнете subscribe на каналот и да не следите на Instagram. А сега да започнеме со предавањето. За почеток, ќе ги повториме типовите на минато време, односно die Vergangenheitsform. Перфект или минато говорно време. Потоа претеритум, минато пишано време. Овие две минати времиња ги имаме учено во видеото за минато време од ниво А1. И третиот тип на минато време е минато свршено време или предминато време, на германски plusquamperfect. Во ова видео, односно во ова предавање, ќе учиме за предминато време. Das plusquamperfect, минато свршено или предминато време. Во германскиот јазик, како што знаеме, постојат 6 времиња, и тоа presens или сегашно време, perfect, минато говорно време, претеритум или imperfect, минато пишано време, потоа plusquamperfect, минато свршено или предминато време, Futur 1 и Futur 2 се типови на идно време. Нив ќе ги учиме во понапредни видеа. Кога се користи plusquamperfect и која е разликата од perfect и претеритум? Минатото говорно време или перфект го користиме при секојдневен говор во минато време. Кога сме кај претеритум или imperfect, го користиме при раскажување или пишување на книги и весници, при зборување во вести, радио и слично во минато време. И plusquamperfect е тип на минато време во кое имаме раскажување на нешто што се случило и завршило во минатото, се до овој момент. За перфект и претеритум може да повторите во видеото за минато време во ниво А1 на каналот Германски јазик онлайн. Продолжуваме понатаму. Каква основа треба да знаеме за полесно да научиме за предминато време? Треба да знаеме за перфект или минато говорно време, потоа за претеритум, минато пишано време, и трето нешто за главни и зависни реченици, што може да повторите од видеата за сврзници. Значи, имаме минато време од ниво А1 во плейлистата на каналот, и потоа првиот дел и вториот дел од видеата за сврзници во германскиот јазик, каде што се објаснува за главни и зависни реченици. Исто така, овие три работи ги повторивме во претходното видео од ова предавање, односно во видеото за предминато време, дел 1. Ако ви се допаѓаат овој тип на видеа, не заборавајте да кликнете лайк. А сега продолжуваме. Што е plusquamperfect?
Тоа е тип на минато време кој се користи за раскажување на нешто што се случило и завршило во минатото, се до овој момент. Исто така се нарекува и Vergangenheit или предминато време. Да видиме споредба. Презенс каде се наоѓа? Пред презенс зборуваме за перфект или минато говорно време. Пред тоа за претеритум, минато пишано време или кога раскажуваме нешто што се случило. Најпоследно е предминато време, кое се наоѓа и пред претеритум. А после презенс зборуваме за идно време, но за овие типови на идно време ќе учиме во понапредните видеа. Како се формира реченица во предминато време? Се користат правила и од перфект и од претеритум. Поради тоа важно е да ги знаете граматичките правила на формирање реченица во перфект и во претеритум. Се формира повеќе слично како перфект, со тоа што главните глаголи се формираат во перфект, односно партицип 2 форма, но помошните глаголи sein и haben се конјугираат во претеритум. Значи да направиме споредба. Перфект или минато говорно време, знаеме дека се формира со помош на помошен глагол кој е во сегашно време или во презенс, плюс главен глагол кој е во партицип 2 форма. За негова разлика, плусквамперфект или предминато време се формира со исто така помошен и главен глагол, но помошниот глагол ни е во претеритум. Плюс главниот глагол исто како за перфект во партицип 2 формата. Да видиме пример. Во оваа табела од левата страна го имаме глаголот во инфинитив форма, во средината ќе го конјугираме во перфект и од десно во плусквамперфект. Глаголот tanzen во перфект би бил hat getanzt, а во плусквамперфект во hatte getanzt. Потоа глаголот телефониран, hat telefoniert во перфект, а во плусквамперфект hatte telefoniert. Значи, партицип 2 формата е иста за перфект и плусквамперфект, но помошниот глагол во случајов глаголот haben има разлика. Следен глагол, глаголот lernen, hat gelernt во перфект и hatte gelernt во плусквамперфект. И глаголот weinen или во превод плачи во перфект би бил hat geweint, а во плусквамперфект hatte geweint. Или има плачено и плачеше. Значи во превод има танцувано и танцуваше. Има зборувано на телефон и зборуваше на телефон. Има учено и учеше и има плачено и плачеше. Бидејќи како помошен глагол, освен haben, може да се користи и глаголот sein, ќе видиме и табела со споредба каде што помошен глагол користиме глагол sein. Перфект глаголот gehen или оди, во перфект е ist gegangen или одеше, а во плусквамперфект war gegangen.
Потоа глаголот fahren, ist gefahren во перфект, во плусквамперфект war gefahren. Глаголот rennen во перфект е ist gerannt и во плусквамперфект war gerannt. И последен пример, глаголот reisen или патува во перфект ist gereist, а во плусквамперфект war gereist. Значи да повториме, главниот глагол, без разлика кој глагол е, секогаш е во партицип 2 форма, без разлика дали зборуваме за перфект или плусквамперфект. А помошниот глагол, зависно од тоа дали зборуваме перфект или плусквамперфект, ќе биде во презенс или во претеритум. А за тоа дали ќе го користиме како помошен глагол, глаголот haben или глаголот sein, зависи од тоа дали главниот глагол е во состојба каде што има движење или каде што нема движење. Тоа веќе го знаеме. А сега продолжуваме понатаму. Да видиме една реченица во перфект и во плусквамперфект. Lea hat sehr lange Tischtennis geübt. Леа има многу долго пинг-понг вежбано. Оваа реченица е во перфект. Истата реченица во плусквамперфект е Lea hatte sehr lange Tischtennis geübt. Леа многу долго пинг-понг извежба. Значи, може да се забележи дека кај плусквамперфект имаме минато свршено време. Односно, по германскиот јазик не постојат минато свршено и минато несвршено време и поради тоа плусквамперфект се нарекува на некој начин предминато време. А сега продолжуваме понатаму. Останати правила при формирање на реченица во плусквамперфект. Плусквамперфект реченица никогаш не се формира самостојно, туку секогаш во комбинација со реченица во перфект или реченица во претеритум. Според тоа, едната реченица ќе биде како главна реченица, а другата реченица како зависна. Плусквамперфект реченицата може да биде или главна или зависна реченица во овие типови на реченици. Да видиме пример. Плусквамперфект реченица како главна реченица. Ich hatte ein Buch gelesen, bevor ich im Bett ging. Јас прочитав книга пред да одам во кревет. Во оваа табела, левата реченица е Hauptsatz или главна реченица и ја имаме конјугирано, односно глаголите ги имаме конјугиране во плусквамперфект. А десната реченица е во претеритум како зависна или небензац. Во втората табела ќе прочитаме плусквамперфект реченица, каде што се наоѓа како зависна реченица. Er wusste immer, dass er kein Geld für ein neues Auto gehabt hatte. Тој знаеше секогаш дека тој пари за нов автомобил немаше. Во оваа реченица, од левата страна се наоѓа Hauptsatz или главна реченица, каде имаме претеритум. А десната реченица е во плусквамперфект како зависен тип на реченица. Тоа беа граматичките правила за предминато време, а сега да направиме мала вежба каде што ќе извежбаме примери за овие правила да ни станат појасни. Zum Beispiel или пример.
Од левата страна ќе имаме реченица каде што ќе користиме минато говорно време, а од десната страна минато, односно предминато време. Ich habe Rugby gespielt. Јас имам рагби играно. Ich hatte Rugby gespielt. Јас играв рагби. Hast du vorgestern Volleyball gesehen? Имаш ли ти завчера одбојка гледано? Hattest du vorgestern Volleyball gesehen? Гледаше ли ти завчера одбојка? Продолжуваме со следна реченица. Ich habe am Sonntag gekocht. Јас имам во недела готвено. Ich hatte am Sonntag gekocht. Јас во недела готвев. Er ist letzte Woche nach Berlin geflogen. Тој последната седмица кон Берлин леташе. Er war letzte Woche nach Berlin geflogen. Тој последната седмица кон Берлин леташе. Wir sind ins Fitnessstudio gegangen. Ние сме биле во фитнес студио. Wir waren ins Fitnessstudio gegangen. Ние бевме во фитнес студио. Во речениците со лилава боја се обележани партицип 2, зборовите, односно глаголите. Со плава боја е помошниот глагол во сегашно време, односно кога користиме перфект, а со зелена боја во претеритум или кога користиме плусквамперфект. Одиме со следни реченици. Ich habe Russisch gesprochen. Јас имам руски зборувано. Како плусквамперфект истата реченица. Ich hatte Russisch gesprochen. Јас зборував руски. Во перфект. Ich habe gestern viel gearbeitet. Јас имав вчера многу работено. Истата реченица во предминато време би се кажала како Ich hatte gestern viel gearbeitet. Јас вчера многу работев. И последна реченица како пример. Wann haben Sie das Praktikum gemacht? Кога имате вие пракса правено? Во предминато време. Wann hatten Sie das Praktikum gemacht? Кога вие правевте пракса? Да извежбаме и плусквамперфект реченица како главна реченица. Ich hatte ein Buch gelesen, bevor ich im Bett ging. Јас прочитав книга пред да одам во кревет. Од левата страна имаме плусквамперфект како главна реченица, а од десната страна претеритум како зависна реченица. Wir hatten dir gesagt, dass wir schon Pizza gegessen haben. Ние ти имавме кажано дека веќе пица јадено имаме. Исто во оваа реченица имаме плусквамперфект плюс перфект. Во вториот дел, односно во десниот дел, во перфект реченицата, зошто имаме глагол haben на крајот на реченицата, а пред него глаголот essen, може да повторите во сврзници дел 2 видеото од ниво А2 на истиов канал. Трет пример како плусквамперфект
како главна реченица. Sie hatte in der Schule gesessen, bevor sie ihre Freunde traf. Таа седеше во училиште пред нејзините пријатели да ги сретне. Исто, Sie hatte in der Schule gesessen е реченица во плусквамперфект, а bevor sie ihre Freunde traf е во претеритум. Значи, да објасниме, например, во третата реченица, во претеритум се зборува дека таа ги сретна нејзините пријатели, односно зборуваме во минато време. Но, пред тоа, таа седеше во училиште. Значи, зборуваме за предминато време. А сега, да прочитаме неколку реченици пример каде плусквамперфект се користи како зависна реченица. Ich bin ins Kino gegangen, weil der Film mich interessiert hatte. Јас бев во кино, бидејќи филмот ме интересираше. Во оваа реченица имаме мала разлика од претходните. Во левата реченица се користи перфект како главна реченица, а во десната реченица плусквамперфект како зависна реченица. Исто без разлика на тоа, од која страна, односно дали плусквамперфект го користиме како главна или како зависна реченица, правилата се исти. Јас бев во кино означува минато време, но филмот ме интересираше, значи филмот ме интересираше уште пред да бидам во кино, значи зборуваме за предминато време. Да видиме уште една реченица. Du kamst nach Hause, wenn ins Fitness gewesen war. Ти дојде кон дома кога тој на фитнес беше. Овде првата реченица е во претеритум, а втората реченица во плусквамперфект. И последен пример за ова видео ќе ни биде реченицата Das Radio lange spielte, während ich gefrühstückt hatte. Радиото долго свиреше додека јас доручкував. Користиме претеритум и плусквамперфект. Уште еднаш да споменеме дека глаголот, например, frühstücken и глаголот haben го имаат овој редослед, бидејќи има два глаголи во зависната реченица, а тоа правило го кажавме во видеото за сврзници дел 2. Можете да го погледнете видеото за да биде појасно. Од кога ќе го завршиме ова предавање, ќе направиме мала вежба. Во овие 4 табели ќе имаме кратка реченица која ќе треба да ја променете од презенс или сегашно време, низ перфект, низ претеритум, па се до плусквамперфект. Обидете се со првата реченица Ich freue mich или јас се радувам. Како би ја кажале во перфект. Ich habe gefreut. Јас се имам радувано. Во претеритум би била Ich freute mich, јас се радував. И во плусквамперфект Ich hatte gefreut, јас се израдував. Да видиме уште една реченица за пример. Реченицата во презенс која ќе вежбаме ќе биде
Ich fliege mit Flugzeug или јас летам со авион. Како би ја кажале во перфект, претеритум и плусквамперфект. Ich bin mit Flugzeug geflogen. Јас сум летал со авион. Flugzeug, како што знаеме од почетните видеа, дека се пишува со голема буква бидејќи е именка. Во претеритум истата реченица би била Ich flog mit Flugzeug, јас летав со авион. И во плусквамперфект Ich war mit Flugzeug geflogen, или јас летав со авион. Да направиме уште една мала вежба за крај. На истиот начин, реченицата во презенс која ќе ја вежбаме ќе биде Du kommst nach Hause или ти доаѓаш кон дома. Оваа реченица е во сегашно време, треба да ја направиме во минато говорно, минато пишано и предминато време. Du bist nach Hause gekommen е во перфект, ти доаѓаше кон дома. Истата реченица во претеритум Du kamst nach Hause, ти доаѓаше кон дома. И во плусквамперфект Du warst nach Hause gekommen, ти дојде дома. Се надеваме дека видеото ви се допадна и дека сега германскиот јазик го знаете за чекор повеќе. Кликнете лайк ако видеото ви се допадна и чекајте многу нови видеа.